Добро вечер. Во одредна политичка анализа, прва во 2026 година, тамо некаде до Водици, секоја анализа ќе си честитаме, нова година, Бадник вечерва, утре Божик, сите кои славите Бадник, нели кои што делите лепчиња или давате паричка, на тие што ви падна паричката честито, ние ставаме паричка на Василица, така го имам добиено јас и моето име. Денес вежбав, затоа сум така црвен, што се вели како црвено јаболко пукам од здравје, но кога е здравјето опрашање се е дозволено. И бидејќи ова нели почеток на година и емисијата дозволува нели некакви такви реминисценци или некакви такви цртички поенти, секогаш кога ќе спомнам здравје, не се сеќавам на Скопски алкоголите, нивната реклама здравјето пред се сеќавам на Бошко Костич. Тие што се повозрасни ќе се сетат на Бошко Костич, тој беше десна рака на Слободан Милошевиќ и во Белградска банка и во Техногаз фирмата каде што работеа. Подоцна беше голем директор на Англо-Југослав банката, каде што Борко Стоноевски, кога е гувернер на Народна банка, држеше дел од девизните резерви на Република Македонија. Тоа беше голема афера, беше голем скандал. Бошко Костич после 5 октомври 2000 година ми договара интервју со Зоран Джинџич и ние успеаме да го реализираме тој интервју. Неговата сопруга ода со Бошко Костич во Швајцарија, излегува од некој елитен хотел, таа го има раскажувано, излегува од елитен хотел и гледа во излогот некоја скапа бунда. Поминува покрај излогот, ја загледа бундата, сака да ја купи, вели: "Јао, Лилјо, убичета Бошко." Поминува втор ден, повторно ја гледа бундата, сака да ја купи, вика: "Ма јао, Лилјо, немој да ја купиш, убичете Бошко." Поминува третиот ден, се враќа и вика: "Кога е здравје у питање, онда и Бошко ќе прифати да ја купи бундата." Така купи бундата, така и јас, за да бидам нели здрав, во кондиција, денес вежба, затоа сум така малку црвен. Ајде малку да се нашалиме на почетокот на 2026 година. Ова 2026 година, нас веќе после првите 4 или 5 дена, ни покажа многу работи како ќе се развијат процесите во светот во 2026 година. Иако многумина, на прво место ќе го става тоа што се случи во Венецуела, падот или апсењето на Мадуро, акцијата на американската држава, Доналд Трамп и така натаму, јас мислам дека главниот акцент е тоа што се случува во иранската држава, каде што власта на ајатоласите или власта на мулите. Гледате, тоа се систем на протести кои траат веќе 10, 15 или 20 години, каде суштината е некакви економски проблеми, одредени економски кризи, паѓање на вредноста на платите, паѓање на вредноста на иранската национална валута и така натаму и така натаму. Меѓутоа суштината е како еден систем да биде заменет со друг систем. Ако 1979 година Шахот Реза Пахлави беше соборен со исламската револуција во Иран, па доаѓа Хомеини, па сега го наследува Али Хамнеи и трае од 1989 година, значи падна Берлинскиот зид, нема ниту еден толку долгогодишен лидер на било која држава како што е тој ајатолахот кој да владе со Република Иран, и трае колку веќе од 90-та година, 35 години, 36 години на чело на Иран. Иран се соочува со перманентни кризи. Гледате, една година кризи, па се сузбиваат тие кризи, па повторно кризи, протести, па повторно се сузбиваат тие кризи, повторно кризи, протести, така натаму и така натаму. И никој не го постава прашањето дека тие сакаат да ја рушат исламската држава или исламската револуција, бидејќи самите граѓани се плашат од таква разврска, се плашат да не се повтори сценарието во Сирија, се руши Асад, имате колапс на сиријската држава. Да не се случи сценарието од Либија, се руши Гадафи, колапс имате на либиската држава. А во суштина е битка за промена не на власта, туку промена на моделот на владење. Реза Пахлави или неговиот син Пахлави, кој е во Америка, се појави лани преклани на CNN, сега е многу активен на социјалните мрежи, повикува на рушење на режимот. На крај ќе се случи рушење на режимот. Меѓутоа, гледате, еден протест, па втор протест и сите тие протести ја ослабуваат моќта на режимот, ја ослабуваат моќта на системот. И во еден момент, кога ќе кликни, системот ќе биде толку слаб, што нема да може да се спротистави на било какви промени или било какви процеси, не само во Иран, било каде во светот. Тоа ќе се случеше и во Венецуела, тоа се случи во Сирија, тоа се случи на многу места во светот. Значи имате протести и во еден момент елитата смета дека треба да се преговара со тие кои сака да дојдат на власт, да ја пушти сегашната врхушка низ вода, да направи одредени пактови, дали тоа полиција, дали тоа војска, дали се тоа тајкуни, дали се тоа одредени разузнавачки структури кои први ги гледат
процесите во кој прават од процесите. Нешто слично ќе се случи во Иран. Дотолку повеќе што Иран реално изгуби војната, краткорочната или кратката војна со Израел, и тоа што Израел почна да го прави од пред неколку години, имаше финале минатата година со тие неколку дневни бомбардирања каде што беше уништен и војниот потенцијал, а и политичкиот потенцијал на Иран, каде што врховниот водач го немаше неколку дена да се појави, скриен во некоја скривница, излегуваше Доналд Трамп, велеше знаеме каде се наоѓа, но не сакаме нешто да му направиме. Значи беше донесена одлука или проценка беше направена дека ќе биде поголема штета ако тој биде убиен, да биде прикажен како жртва во наводници на империалистичките сили, и сега се остава да дајџестира, што би рекол премиерот Христијан Мицкоски, да се само од себе урушува системот. Во момент едно раководство или една гарнитура ќе биде пуштена низ вода, ќе биде сменет и системот и власта во Иран. Имаме две точки кои се многу важни, нели тука во таа анализа на состојбата во Иран. Под број 1, Кина и Руската Федерација губат или може да изгубат две многу битни, многу важни точки, држави, системи или режими во Јужна, односно во Латинска Америка и тука на Блискиот Исток. Мадуро кој паѓа, сега ќе му се руши режимот како кула од карти, ќе се предават, ќе ги апсат, ќе кажуваат работи, ќе кажуваат тајни, така натаму и така натаму. Но многу поважно е тоа што случува во Иран. Иран кој е клучна држава на Блискиот Исток. Гледате, имате тамо конфликт, односно распаѓање на структурата на Хезболах, и тоа има силно влијание на иранското замешателство во функционирањето на Либан, па имате колапс во Сирија пред една година, па доаѓање на нова структура на чело на Сирија, која се дистанцира од Техеран, и имате сега колапс во Техеран. Тој шиитски Берлински зид кој го дели Блискиот Исток на два дела, сунитски дел, Саудиска Арабија, и шиитски дел под контрола на Иран, кај што има шиити и во Сирија, кај што има шиити и во Ирак, кај што има шиити и во Иран. И тоа значи една нова композиција на геополитичките односи. Владимир Путин и Руската Федерација во краток рок, во многу краток рок, гледате што све треба тие да проголтат, што се треба да пуштат низ вода, или со што се треба да се согласат, само да имат некаква пирава победа на војната во Украина, која е веќе 4-та година. Веќе влегуваме во 4-та, односно полна 4-та, во 5-та година. А овде во Венецуела тоа се реши за 3 сати, односно за нешто помалку од 3 сати. И под број 2, систем и поединец. Гледате, Руска Федерација функционира со поединец. Иранската држава, Ајатолах, поединец. Мадуро, предходно Чавез, харизматска личност, доминантна личност, доминира над системот во Венецуела. И во еден момент системот се бунтува, се крева, ферментира и се спротивставува на тој харизматски поединец. Да не навлегуваме во одредени политички процеси, или во ситни цревста, што се вели, преку фудбалскиот клуб Ливерпул, за кој јас навивам, ќе можам да го објаснам целиот тој процес. Имате сега извршен директор на Ливерпул, Едвардс, кој верува во систем. Системот значи прв тим, па значи финансиски средства, па значи помладо, па значи академија и така натаму и така натаму. Во тој систем 3 нивоа на фудбалери, бидејќи фудбалерите се супстанца на тој систем, исто како што овде треба да бидат предпријатија, компании, војска и така натаму, главни играчи или главна супстанца на тој систем. Младите играчи треба да ја зголемуваат својата вредност, значи младите играчи од академијата да бидат префрлани, прекомандувани во првиот тим, полека да играт, купна тревери, така натаму и полека да ја зголемуваат својата вредност. Тие играчи кои се редовни стартери, кои се главните играчи или дел од главните играчи во тимот на 23-24 години, треба со тек на време да ја максимизираат својата вредност. Па ако клубот процени дека не им требат за некаков долгорочен процес, да ги продаде на Реал Мадрид, да земи 100 милиони, 80 милиони евра и така натаму. И сите овие фудбалери кои се плаќаат многу скапо, така се купуваат за да ја максимизираат својата вредност, или преку трофеи кои ги освојува клубот, или ако се платени 100 милиони да може да бидат продадени за 110-120 милиони евра или долари. Така функционира секој клуб. И овие кои се големи звезди, брендови од типот на Салах, кон нив да се однесува човек, односно структурата, односно системот, рационално и со достоинство. Тој не смее да биде посилен од системот. Значи имате фудбалски клуб Ливерпул. Едвардс, кој е
персонификација на системот да функционира, системот е поважен од играчите, е поважен од тренерите така натаму, се повлекува пред неколку години бидејќи е премногу харизматски, премногу моќен, премногу силен поранешно тренериран Клоп. И не ги купува системот фудбалерите во мандат на Клоп, туку Клоп е толку силен, толку доминантен што тој му се наметнува на системот и со влијањето што го има врз сопствениците на клубот, одлучува кои фудбалери да бидат купени, кои фудбалери да бидат продадени. И се повлекува Едвардс. Во еден момент, колку да сте вие харизматски тренер, вие не сте способен да го замените системот. И клубот почнува да влегува во одредени проблеми. Во меѓувреме тренерот станал постар, физички, психолошки се троши и не може да најде решение на проблемите. Тога се преговара со овој што е дел на системот или што го има креирано системот Едвард да се врати, но тамо нема место за харизматски тренер како што е Клоп. Без разлика што тие се во одлични односи. Тренерот мора да замени бидејќи станал посилен од системот, а бидејќи станал посилен од системот, успел да го струши системот и системот веќе не создава профит, не создава субстанца. Нешто слично вас ви се случува во Венецуела, ви се случува во Иран, ви се случува во Руската Федерација. Тамо ќе дојди ова иранска револуционерна гарда, која е рбетот на системот и ќе процени дали Али Хамнеи со 85-86 години, сега веќе 87 ќе направи ова година, според тие податоци роден 1939 година, знаете, секојаш треба со резерва да ги земате тие податоци, меѓутоа еве според неговата официјална биографија роден 1939 година, дали е доволно стар, дали има сила, дали може да владее со системот, дали може да биде скршен, дали ќе избега во Руската Федерација ако се заострат односи така натаму и така. Или ќе седни КГБ и ќе рече Путин војува 4 години во Украина. Освен пирова победа не може ништо да освои. Ќе го замениме со поголем јастреб или со помирно решение во зависи од тоа што ќе оцени системот во кој правец да се движи Руската Федерација. Нешто слично како проценка ќе се прави во Иран. Тамо веќе долго време се гледа еден конфликт на либерални и на конзервативни структури. Било каде во светот, конзервативните структури можат со пресија, со сила да ја држат власта. На среден, на дол крок, секогаш либералните структури победуваат. И тоа што Израел почна, тоа што ви го кажав, што Израел почна да го прави во изминатите неколку години. Прво во Либан Хезбола, па во Сирија, сега во Иран, тоа на крај се покажува како кула од карти. Во еден момент ќе станат наутро луѓето или ќе легнат навечер, исто како што случи во Венецуела, легнал Мадуро да спие, повеќе од 150 хеликоптери, авиони, дали од вода, дали од воздух, дали од копно, ја напаѓаат Венецуела, погодуват неколку столба за електрична енергија, главните столбови кои пренесуваат електричната енергија, нема струја, нема вода, нема ништо, го влегуваат во резиденција и сега можеме да анализираме дали војската направила предавство, дали полицијата, дали разузнавачките структури така натаму. Мора да има дел на системот. Кој гледа дека системот или човекот кој го начело на системот или станал посилен од системот, Толах од Иран или не знам, Путин во Руската Федерација, почна да им прави проблеми. И цената која е државата и системот ја плаќа тие да останат на власт е многу скапа и станува се поскапа и државата не може да ја испорача таа цена и да ја издржи таа цена, тога системот се ослободува тие непосакувани играчи. Кога се случи тоа, тога седнуваат структури од надвор, од внатре, бизнис, разузнавање, војска, полиција и се договарат како да го форматират во иднина системот да функционира. Тоа денес се случува во Техеран, се случува во 27 од 31 или 30 провинции во Иран и тоа, знаете, е процес кој не може да биде запрен. Вие може да укинете социјални мрежи, може да затварате, има таму и човечки жртви, може да убивате, може што сакате да правите. Можете со нафта да подкупувате, иако таму нели овие санкции, ембарга, сериозно имат оштетено иранската економија, но не можете времето и процесот да ги застаните. Нешто слично како што беше да речеме Бранко Царенковски 2013 година и сега Зоран Заев и структурите на Зоран Заев во СДСМ. Во еден момент вашите играчи ќе почнат да ве издават. Вие ќе ги заплашувате, ќе ги плаќате, ќе ги контролирате, но во еден момент тие ќе сватат дека времето е поминато и дека вие не сте сојузник на времето, туку сте противник на времето, тогаш тие ќе почнат зад вашиот грб да преговарат со други структури,
за да можат своето траење да го продолжат, своите бенефиции да ги засилат, својата позиција во власта да ја осигурат, да ја задржат или да ја унапредат. Во секој систем тоа се случува. Се случува и во Иран. Ајде за Венецуела. Гледате, 3 играчи се околу Доналд Трамп. Майк Рубио, значи клучен играч, длабока држава пар екселанс, министар за надворешни работи или државен секретар. Всушност во таа поделба на власта во Соединетите американски држави би имал нека улога, тој е председателски систем, би имал нека улога на премиер тука во Република Македонија. Го контролира Доналд Трамп, го екзекутираше, го isfrли од игра Илон Маск, го нема Илон Маск. Кој ви најавав некаде пред една година дека само прашање на време и на техника кога ќе биде isfрлен од игра Илон Маск. Тој може сега да се слика, да го користи Твитер, да прави што сака. Неговата моќ е сведена на разумни, рационални рамки. Ништо повеќе, ништо помалку од тоа. Еден од 10-15, еден од 50 бизнисмени кои учествувале во победата на Доналд Трамп. Без сериозно влијание во политиката, во креирање на политиката, во креирање на односите во светот или позицијата на Соединетите американски држави. Министерот за надворешни работи Рубио или државниот секретар, кој може да го проблематизира договорот помеѓу Украина и Русија или Руската Федерација, да става одредени забелешки. Тој не е како DJ Венс, што би рекла Гордана Селјановска, да дојде во Минхен и во лице да им каже на европските пријатели, сојузници и лидери тоа што треба да им го каже. Тој тоа го прави типично за длабока држава. Полека, коротко, но точно и прецизно. И тој е играчот околу кој се врти се во Соединетите американски држави. Лето Доналд Трамп веќе не спомнува трет мандат. Веќе нема одредени осцилации во неговата политика. Му оставија да се игра со царини, му оставија да се игра со одредени преговори со Украина, ако системот или длабоката, тоа е системот, длабоката држава, процени дека премногу се има истрчано, ќе дојде државниот секретар и ќе испегла целата таа работа. Така функционират одредени системи, одредени држави. Во еден момент, кога Венецуела ќе стани со Мадуро претешка за одржување, може да влезе Кина, може да влезе Руската Федерација, може да послужат како модел за разрешување на одредени работи во Јужна или во Латинска Америка, или знаете, ако тие не бидат санкционирани, тоа знаете, во еден момент, тоа е една стара поговорка, лавот не треба да ги брка сите муви. Знаете, ако се дозволи мувите да го посеруваат лавот, тогаш и останатите животни ќе почнат да се сомневаат во моќта на лавот. И лавот, освен со мафтање со опашката, во еден момент мора да рикне, мора да покажи сила, дека се уште е силен. Ајде сетете се на сите приказни од Мирка Велиновска до овие антиглобалисти тука во Република Македонија. Готова е Америка. Клекната на нозе е Америка. Ништо од Америка. Се менува светот, се уништува. Да, точно е тоа. Но сега за прв пат во историјата на светот големата сила или суперсилата сама се откажува од одредени свој бенефиции, зони на влијание или одредени привилегии кои ги има и сака да ги подели со одредени други регионални или полусветски сили типот на Русија, Руската Федерација, Индија и Народна Република Кина. Значи, не ја рушат Америка, туку Америка цени или проценува дека тоа што сега функционира е прескапо за одржување. И дека не е од нивни интерес тоа да го прават, бидејќи тоа што го вложуват, кој ќе го споредат со тоа што го добиват, тоа не одговара, нема никаков економски бенефит, нема никаква економска сметка или одредена рационална, реална пресметка. Во таква ситуација, гледате, вие сега имате рушење на еден модел на Руската Федерација тука на Балканскиот полуостров. И тоа нема да биде процес кој ќе застани, да речеме Црна Гора. Црна Гора ќе почне преговори со Европската унија. Значи, српскиот свет ја губи Црна Гора, рускиот свет ја губи Црна Гора, Црна Гора е членка на НАТО алијансата, Црна Гора ќе влезе во Европската унија. Ако не за 2, за 3, за 4 години, Албанија и Црна Гора се сериозни кандидати, без разлика овие антиглобалисти што ви кажуваат, дали во написи на социјални мрежи, дали во интервјуа, дали на подкасти и така натаму, и така натаму. Земете го Милорад Додик. Милорад Додик завршеше како Мадуро. Ако не одеше, платеше, се договореше со американската администрација. Се повлече од председателската функција, вратени му се бизнисите, трнате од американската црна листа, значи нешто дал, нешто добил. Го седнале,
го презентирале што ќе се случи и тој направил рационална, сега направил рационална проценка. Веројатно и на Мадуро му било тоа кажано. Меѓутоа, дел на тие картели кои биле под негова контрола или тие него контролира, што е многу поверојатно, не му дозволиле да се повлечи. Во таква ситуација тој да сакал да се пазари со Доналд Трамп, не можел тоа да го прави. Затоа е направена таа акција во трајање од 2,5 часа, каде што на спиење во неа најтренерки, после е изваден и однесен во Њујорк. Што ќе случи со него, ќе покаже времето. Нешто слично ќе биде со Александар Вучич. Само прашање на време, прашање на техника. Гледате, ви отварат проблем со низ нафтена индустрија на Србија. Па не ви дават зелено светло. Па ви имате санкции, па мора да продајте. Ве тера да се скарате со Руска Федерација и ви го нудат дали Виктор Орбан, дали МОЛ, дали некои блиски негови тајкуни од енергетската сфера, и тоа наликува на рушење на Иво Санадер. Како паѓа Иво Санадер ја продава Подравка, што е помалку важно, но ја продава ИНА. Паѓа поради ИНА и одредени бизнес делки поврзани со ИНА. Тоа е крунската работа, крунскиот доказ кој пресудува за падот на Иво Санадер. Бега во Австрија, го враќа до Австрија, беше на топол оброк 3 пати на ден, се одлежи, сега е слободен граѓанин во Република Хрватска. Нешто слично ќе ви се случи со Вучич. Не мора да заврши во затвор. Туку во еден момент системот, тајкуни, олигарси, подземје, надземје, разузнавање, земонски, неземонски, шкалјарски, кавачки клани, така натаму и така натаму, ќе проценат, ќе седнат и речат, видите, многу е скапо одржувањето на Вучич на власт. Не е Вучич тој што нив ги контролира, туку тие го контролират режимот кој го представува Александар Вучич. Тоа се разврски секаде во светот. Падна бугарската влада. Тие смета дека може да влезат во еврозоната, да пробат да ги користат парите, некој просене дека не треба да се тие што ги користат парите, случува преврат. Случува пат на бугарската влада. Дали Румен Радев ќе формира влада, дали ќе му биде суспендирано таа можност, дали ќе му биде возможно, тоа се внатрешни ферментирање во Бугарија. Во Бугарија, знаете, само еден играч може во исто време да се прикажува на исток и на запад. Тој Бојко Борисов. За да се реши бугарската политичка криза, мора Бојко Борисов да го нема на политичката сцена. Тогаш процесите во Софија ќе бидат многу чисти, за исток или за запад. Со Бојко Борисов Бугарија секогаш може да глуми дека е за запад, а да работи за исток. Бугарите 150 години поминуваат или мислат дека се доволно факмани да бидат и со исток, да бидат и запад. Тие не се ни Јосип Броз Тито, не се ни така форматирани, не се така формирани, ниту во нивното правење како бугарска држава не учествувале сите заедно, учествувале само дел на структури Германија и Руската Федерација или Царска Русија. Во таков моментум, кога вие имате играчи во Србија, бидејќи тоа е многу битно тука за Република Македонија, гледате како полека српските банки се преселуваат на македонска територија, банките на Александар Вучич, компанија Александар Вучич се преселуваат на македонска територија. Политичките процеси сака да ја контролира тука на македонска територија, па некакви конфликти кои се случуваат во Куманово помеѓу ВМРО, ДПМН и одредени српски партии се токму во тој правец, дека во наводници тие под контрола на Вучич сакале да обезбедат победа на друг кандидат на изборите во Куманово и тој кандидат на изборите во Куманово, популарниот Дуро, да стане лидер на СДСМ и така Вучич да ја контролира двете партии, и СДСМ со него и ВМРО ДПМН со Христијан Мицкоски. Времето истекува. Како паѓаше Санадер? Со помош на МОЛ и купувањето на ИНА. Како ќе паѓа Вучич? Па ако МОЛ влезе во нафтената индустрија. Тогаш сите вие ќе си поставите прашањето: Виктор Орбан игра за Путин или игра за американците? Бидејќи знаете, во еден момент, знаете како е 100% кажам, имате две структури. Едната структура која работи за УДБА и ја фали УДБА, и втората структура која работи за УДБА, но има задача да ја критикува УДБА и да ги привлекува сите структури кои се непријатели или противници на УДБА, пие кафе со нив, се дружи со нив, соработува со нив, и информациите кои ги добива од нив ги дава на УДБА. И двете работат за УДБА, едните фалат УДБА, вторите ја критикуваат УДБА. Ке видиме сега Виктор Орбан дали беше од таа структура што фали или таа што ја критикува УДБА или е противник на ЦИјА. Ако е противник на ЦИјА, тогаш глатко ќе ги изгуби изборите во Унгарија. А ако не, ќе успее да се спаси. Ако тоа се случи, да имате пад во Унгарија, да имате продлабочување на кризата во Србија, тогаш неминовно политичката, финансиска и секаква друга криза ќе тропне на македонска врата.
На крај ќе сакам да ви кажам нешто за Кран Монтана. Сум бил тамо на некакви самити и тоа е еден чуден град со дрва, со ова голема несреќа случи тамо, но тоа на крај ќе го анализираме. Гледате што прават овие во Венецуела за 2,5 сати. Акција, инвазија, истоварување, хеликоптери, авиони, лета 30 метри над земја, му влегува дома на Мадуро, го апсат, го носат во Њујорк. Русите тоа сака да го направат во Украина. Па сетете се како беше 2022 година февруари. Сака да го запоседнат аеродромот во Киев, да инсталират своји структури, да ја нападнат телевизиската кула, да елиминират све што може да биде противник во Киев и не успеват. Се одбранува Зеленски, војната трае 4 години. И 20 или 30% од територијата на Украина ќе биде освоена, ќе биде под контрола на Руската Федерација. Па тоа не беше целта на Руската Федерација. Тие не сакаат да окупират дел на територија. Тие сакаат да сменат под број 1 режим во Киев, да наметнат свое раководство и тоа раководство, користејќи ги ресурсите на Украина, да може да води проруска политика. Никогаш целта на русите не биле да освојат територија, да плаќат пари на таа територија и таа територија да води руска политика. Напротив, тие сакаат да инсталират одреден систем, одреден режим и да влечат пари од тамо. Значи да не дават пари, туку да може да користат пари, плюс под нивно влијание да бидат тој исто како Лукашенко во Белорусија. Значи тие нема да направат војна да инсталират нов Лукашенко, ќе користат Лукашенко се дека тој може да им служи. Не успеват. 4 години. 4 години томахавки, не знам од едната страна овие ракети, кинжали, сотони, што не. Какви неприказни слушнавме. Градови се рушат, градинки детски се погодуваат, жртви цивилни не една, на втора страна и така натаму и така натаму. Он има 20% од своја територијата на Украина. Овој доаѓа за 2 сати. Што овој не може да направи за 2 сати, доаѓа и влегува, го апси Мадуро. И го носи. Сега има контрола на државата кај што се најголемите нафтени резерви во светот. Кога ви имате контрола врз државата која има најголеми нафтени резерви во светот, тоа е Венецуела. Тогаш и влијањето на Саудиска Арабија и влијањето на Руската Федерација кој е тамо некаде на 10-то место, на Катар, на сите овие арапски држави или блискоисточни држави или држави тамо на далечниот исток кои имаат нафтени наоѓалишта, паѓа во вода, бидејќи ви имате контрола на државата која има најголеми нафтени наоѓалишта. Така се води светска политика. Блицкриг. Нема војни 4 години. Доаѓате, неутрализирате, напаѓате, влегувате, апсите во Nike тренерки. Тој нема тренерки, некој венецуелски тамо, или некој руски тренерки, или некој руски мобилен телефон, има iPhone телефон и Nike тренерки. И се борци против империализмот во светот кој го персонифицира Соединетите американски држави. Гледате, немојте да ги слушувате што зборат, да ги слушате што зборат, гледате ги што прават. Имате Кран Монтана. Не знам дали приметивте, се тоа провладени телевизии. Еве, секаде во светот се случуваат несреќи. Па и во Кран Монтана се случи. Па и во Швајцарија се случи. Не е само ке нас во Кочени. И сите влегува во еден таков филм да прават знак нееднаквост помеѓу Швајцарија и Македонија. Еве во Швајцарија, која е една од најбогатите држави во светот, може да се случи таква несреќа како се случи во Македонија во време на Христо Мицкоски, кој е трета економска сила, нели, според растот, како што вели македонскиот премиер. И во еден момент, ако падне една оставка во Швајцарија, тоа гледате целата пиар стратегија им се руши, им паѓа како кула од карти. Замислете да поднесе оставка, немам читано изминатите 1 или 2 дена, дали некој министер во Швајцарија размислува да се поднесе оставка. Во тој момент, можете ли да замислите кој ќе биде притисокот врз политичката структура на ВМРО-ДПМН, бидејќи права знак нееднаквост помеѓу Кран Монтана и Кочени, и ако разрешницата на Кран Монтана да бето апсени некои министри, да бето апсени некои функционери, да биде дадена нека оставка поради политички причини, тогаш како овие провладени медиуми, кои очигледно од Центарот за комуникации добиваат наредби, добиваат наречки како да ги водат вестите, како да ги селектираат вестите, каква пиар стратегија да спроведат во нивните информативни програми, тогаш и ке нив се руши како кула од карти. И тоа покажува дека не само ке СДСМ, туку и ке ВМРО-ДПМН системот не функционира. Не само системот во Министерството за внатрешни работи, безбедносниот систем, финансискиот систем, туку не функционира тоа што било секогаш нивни карактеристични, значи немаат контрола на медиуми, немаат контрола на процеси, немаат контрола на медиумска политика и така натаму, така натаму. Купи ден продај. Кран Монтана им се гледа интересно, направите споредба на Кран Монтана со Кочени.
Поднел министар оставка тамо, не, тоа нема ништо да биде презентирано. Во време на социјални мрежи, кога информациите доаѓаат побрзо до вас отколку до Центарот за информација на ВМРО ДПМН, вие не можете да бидете контролор на процесите. Можете да ги намалите штетите, но ако влезете во глупа политика, да правите споредби или да се пикате во одредена зона или одреден терен кој не ви е под контрола, кој што го немате целосно под контрола, тогаш тоа може да ви се врати како бумеранг. И на крај, знаете, што е карактеристично? Повеќе околу Зоран Заев се создава наратив за можна смена. Се создава одредена негативна кампања, негативна енергија која се лепи за Зоран Заев и неговото владење во СДСМ, отколку што се прави за Христо Мицкоски. И тоа е разбирливо не само дека обично тоа го прави власта, но сега власта тука не го прави, туку се обидува да го спаси во наводници системот на Зоран Заев во СДСМ, бидејќи само со помош на системот на Зоран Заев во СДСМ Христо Мицкоски може да има комотно владење. Дете, сега за 2029 година, како што сега стојат работите, мислите дека е известна победа ако Христо Мицкоски се кандидира на претседателски избори 2029 година? Не би рекол. Него животно ќе му одговара, како насушен леп ќе му одговара колку е можно тие избори да се спуштат 2027-2028 година и ние можеби, ако се покаже за потребно да влегуваме во одреден процес да се докаже дека Гордана Селјановска не е на висината на задачата, дека не е капацитетна да обава задача така натаму и така натаму. Ако почнат тие муавети да се слушаат или да ги читате на одредени портали, на социјални мрежи од одредени инфлуенсери или инфлуенсерки, тоа значи дека се подготвува терен за Христо Мицкоски како претседател на Република Македонија. 2 или 3 точки. Христо Мицкоски има како одредена екзит стратегија. Под број 1, тој да биде претседател на државата, а да има ВМРО ДПМН под контрола со лидер кој тој ќе го устоличи, ќе го инсталира. Под број 2 тој е Зоран Заев и под број 3 тој е кафетин коалицијата. Мицкоски ако не може да ја контролира владата, тогаш кафетин коалицијата преку многу пари, преку многу влијание да може да формираат одредена широка или заедничка влада кај што ќе бидат сите напикани. Во такви услови првиот чекор за растурење на тоа сценарио е смена во структурите на СДСМ. Смена на Венко Филипче и намалување на влијањето на Зоран Заев, бидејќи тоа ќе значи отварање на процесот на растење на СДСМ, а како расте СДСМ? Видите, СДСМ вакви услови не може да стигне повеќе од 200.000 гласови, но тоа ќе анализираме во некои од наредните политички анализи, но тој првиот чекор, првата крачка што би рекол Никола Ќусев, полека да расти СДСМ и да се заканува дека може да биде не единствен играч, туку јадро околу кој може да се формира одреден блок за смена на Христо Мицкоски. Така што Христо Мицкоски по секоја цена ќе ги чува и Зоран Заев и Венко Филипче, Зоран Заев по секоја цена ќе очува Венко Филипче, за да се спасат, прво Зоран Заев ќе жртва Венко Филипче, па Христо Мицкоски ќе жртва Зоран Заев. Тоа е нашата бондарна политичка анализа. Се гледаме наредниот вторник 22 часот и 30 минути. Пријатна вечер.